Добар ден и од мене, како што веќе и можете да слушнете и да разберете, од 1 октомври официјално градот Скопје и комунална хигиена ќе го превзема делот на управување, односно менаџирање со комуналниот отпад во дел од населените места во општина Сарај, вклучително и во спортско-рекреативниот центар Матка. Целта на ваквата одлука и целта на ваквиот ангажман е всушност да го подигнеме нивото на хигиената, особено во урбаниот дел од општина Сарај и особено овдека во спортско-рекреативниот центар Матка. Со всушност настапување на овој дел во овој дел од градот, официјално и започнува системот на реорганизација на управување со комуналниот отпад во градот Скопје. Сега, да кажам, условно во урбаниот дел градот Скопје има воспоставено целосната надлежност и веќе во наредниот период ќе може да присуствувате на одвојување на средства и набавка на сериозни капацитети кои што ќе ја зголемат функционалноста на комунална хигиена. Овдека имавме сериозни забелешки во изминатиот период за хигиената, особено во Сарај, Глумово и спортскиот центар Матка. Тоа е ситуација која што очекувам дека веќе и официјално ќе биде надмината. Корисниците на комуналните услуги, односно билинг системот го превземаме од комуналното предпријатие на општина Сарај, со цел да и граѓаните кои што ќе ги користат услугите на комунална хигиена всушност и партиципираат финансиски во незиното работење. Заложбата за чиста животна средина е заложба не само моја, не само на нас овдека присутни и од општина Сарај и од јавните градски предпријатија, и господинот Беџет и господинот Самет. Заложба е очекувам на сите граѓани. Сите мораме да се грижиме за поздрава животна средина, ние како институции да возможиме подобри перформанси, да може граѓаните да имаат и простор каде што ќе може да го депонираат отпадот, затоа што верувам дека Матка е еден од бисерите на Скопје, најголемата можеби туристичка атракција која што овдека во иднина ќе мора во целост да го промениме системот на функционирањето на овој комплекс со цел да и на граѓаните и на посетителите возможиме да уживаат што е можно повеќе во овие убавени околу нас. Како ќе го собирате ѓубрето кога постојано се жалите дека немате доволно број контејнери за да се подигне ѓубрето во градските средини? Ќе се трпи ли на тоа сметка граѓаните на урбаните средини во Скопје за собирање на ѓубрето? Овде веќе има поставено дел од контејнери. Ова недела ќе има седница на Советот на град Скопје, каде што од буџетот ќе пренамениме средства во комуналната програма на градот, бидејќи започнуваме поставка една голема за јавна набавка на комунална инфраструктура, што возила, што контејнери, кои што па подоцна ќе бидат вклучени во концептот на Smart City Скопје, значи сосем поинако една техничка спецификација. До тогаш со расположивите средства и вклучително возилата две кои што ги има на располагање комуналното предпријатие на општина Сарај, конкретно овдека во општина Сарај ќе бидат ангажирани од страна на комунална хигиена Скопје и ќе можеме полека да го подобруваме нивото на хигиената. А зеленилото ќе го одржува паркови зеленило? Зеленилото ќе го одржува паркови зеленило, да. Тоа 3 милиони денари за езеро Треска се однесуваат на изработка на студија која што ќе овозможи и на нас и на општина Сарај, која што во моментот управува со спортско-рекреативниот центар Треска, да го изнајдеме оптималното решение за негова целосна ревитализација. Доделени се на општина Сарај, во текст е, колку што јас знам, постапката за изработка на студија и очекувам дека таа во најбрзо можен рок ќе биде доставена до јавноста. Ако разгледуваме концептот, овдека очигледно дека ново е мал простор над трибините од стазата за кајак, кој што во моментов се користи за паркинг, е сосема недоволен. Една целосен нов концепт треба да биде изработен овдека. Мојата желба, тука мислам и дека го имам зборувано, е дека влезот на автобусите ќе мора да се наплаќа и автобусите после истоварањето на патниците да заминат, да обезбедиме паркинг за нив. Едноставно не постојат вакви бисери во светот каде што можете да дојдете и да го оставите автобусот, можете да влезете, да ги оставите патниците и потоа да се вратите да го паркирате автобусот додека луѓето овдека шетаат. Тоа е основата на концептот кој што го работиме заедно со
општина Сарај за намалување на сообраќајнието, односно паркинг метежот. Во непосредна близина ни е паркингот на рекреативното езеро Треска од една страна, од друга страна има делови од дека кои што не се дел од матка, кои што може да бидат уредени како паркинг простор, меѓутоа велам станува збор за еден сосема нов концепт кој што започнавме да го развиваме, ќе треба малку трпение истиот да се имплементира. По имплементирањето на тој систем, во матка автобусите, влезот на автобусите ќе се наплаќа и нема да може да го користат овој паркинг автобусите, туку ќе бидат насочувани кон друг еден систем. Не, се уште е рано да зборуваме. Се уште е рано да зборуваме за тоа каква зона ќе биде и ова што го зборувам не се однесува на автомобилите, туку се однесува на автобусите, бидејќи на вистина голем број на автобуси и во текот на неделата, особено во текот на викендите, влегуваат на овој простор.